Тимотеј потекнувал од мајка јудејка, обратена во христијанство, и татко Елин. Павле за прв пат го сретнал во Листра, Мала Азија, денес турскиот дел на Азија. Во текот на неговото второ мисионерско патување, Дела, глава 16, од 1 до 3 стих. Од тогаш, Тимотеј станал еден од најблиските помошници на апостолот. Тој го придружувал при поголемиот дел од неговите мисионерски патувања. Тимотеј бил од него поставуван на должност во повеќе наврати, за чувствителни обиколки на заедниците, чија состојба била загрижувачка. Токму затоа неговото име често се споменува во делата апостолски, например, глава 17 од 14 до 15 стих, глава 18, 5 стих, глава 19, 22 стих. Или во Павловите посланија, например, првото до Коринтијаните, глава 4, 17 стих, глава 16, 10 и 11 стих, до Филипјаните, глава 2, од 19 до 24 стих, прво до Солуњаните, глава 3, од 2 до 6 стих и други. Двете посланија до Тимотеј, заедно со она упатено до Тит, традиционално се наречени пастирски посланија, поради упатствата кои се во нив дадени до пастирите или одговорните луѓе на црквата. Првото послание до Тимотеј е насочено кон 3 главни точки. Тоа пред се ја разгледува црквата и ја става на проверка против лажните учења, мешање на јудејските и паганските идеи, кои некои луѓе настојуваат да ги пропагираат. Овие лажни учења се подпираат на верувањето дека материјалниот свет е лош, несовршен и дека спасението може да се постигне само преку таинствено спознание, резервирано само за запознаените. Понатаму, овие учења препорачуваат и практична примена, поврзана со воздржување од одредена храна и отфрлање на бракот. Посланието понатаму изложува упатства во врска со обредите, организацијата на црквата и поведението на одговорните луѓе во неа. На крајот се дадени совети, упатени до Тимотеј, за начинот на кој тој треба да ја спроведува својата служба и да се завзема за разни групи верници, за да може да биде добар служител на Исус Христос. Глава 4, 6 стих. Посланието може да се подели на 2 поважни дела. Учењето што се однесува на заедништвото на црквата и неговите одговорни, од глава 1 до глава 3, и препораки во врска со активностите на самиот Тимотеј, од глава 4 до глава 6. За црквата и за нејзините старешини не се бара ладна и крута покорност, туку многу повеќе ангажираност вкоренета во довербата и почитувањето на Исус Христос, нашиот ослободител. Глава 2, од 3 до 6 стих. Прво послание до Тимотеј. Глава 1. Поздрав. Павле, апостол на Исус Христос по повелба на Бога, нашиот Спасител и Господ Исус Христос, нашата надеж. До Тимотеј, вистинското чедо по вера. Благодат, милост и мир од Бог Отецот наш и Христос Исус, нашиот Господ. Опомени против лажните учења. Како што на тргнување за Македонија те молев да останеш во Ефес, да им заповедаш на некои да не проповедаат друго учење.
и да не се занимаваат со басни и бескрени родословија, кои повеќе предизвикуваат расправи отколку Божјо устројство во верата. А целта на оваа заповед е љубов од чисто срце, добра совест и нелицемерна вера. Некои откако не ги постигнаа тие работи, се одадоа во празнословија и сакаат да бидат учители по законот, но не разбираат ништо зборуваат, ниту што тврдат. А ние знаеме дека законот е добар, ако некој законски го применува, знаејќи дека законот не е установен за праведник, туку за беззаконици и непокорници, за нечестиви и за грешници, за неправедни и осквернители, за таткоубијци и мајкоубијци, за човекубијци, за блудници, за мажеложници, трговци со робје, клетвопредстапници, скотоложници, лажливци и за се друго што е спротивно на здравата наука, според славното Евангелие на блажениот Бог, кое ми е мене доверено. Благодарност за Божјото милосрдие. Му благодарам на Христос Исус, нашиот Господ, кој ми даде сили, зашто сметаше дека заслужувам доверба кога мене ме постави на служба. Мене, кој порано бев хулител, гонител и насилник, но ме помилува, бидејќи тоа го правев без да знам во неверие. Но заедно со верата и љубовта во Христос Исус изобилуваше и благодатта на нашиот Господ. Верен е тој збор и достоен е сосема да се прифати. Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, меѓу кои сум прав јас. Па затоа бев помилуван, за да ја покаже Исус Христос прво на мене сета долготрпеливост, како пример на оние кои ќе поверуваат во Него за живот вечен. А на царот на вековите, на нераспадливиот, невидливиот, единствен, премудар Бог, нека е чест и слава во сите векови. Амин. Чедо Тимотеј, оваа заповед ти ја предавам според пророштвата кои прво тебе те посочија да се бориш како добар војник, подпирајќи се на нив, имајќи вера и добра совест, која некои ја отврлија и претрпеа бродолом во верата. Меѓу нив се и Менеј и Александар, што ги предадов на сатаната за да се научат да не хулат. Глава 2. Молитва за луѓето на власт. Молам пред се да се прават просби, молитви, молби и благодаренија за сите луѓе, за царевите и за сите што се на власт, та да поживееме тих и мирен живот во потполна побожност и достоинство. Тоа е добро и угодно пред нашиот Спасител Бог, кој сака сите луѓе да се спасат и да ја познаат вистината, зашто еден е Бог и еден е посредник меѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус, кој се даде себе како откуп за сите, а тоа се посведочи во свое време. Па затоа сум поставен како проповедник и апостол, зборувам вистина во Христос, не лажам, како учител на незнабожците во верата и вистината. За мажите и жените. Мажите сакам да се молат на секое место, кревајќи чисти раце без гнев и расправии. Исто така и жените облечени пристојно, со срамежливост и честност да се украсуваат, не со плетенки, ни со злато, со бисери или со скапоцени облеки, туку со добри дела, како што им прилега на жени што и се посветуваат на побожноста. Жената нека прима поука во мир и потполна подчинетост. На жената не и допуштам да поучува, ниту да господари над мажот, туку да биде мирна, бидејќи најпрвин беше создаден Адам, а потоа Ева,
И Адам не беше измамен, туку жената беше измамена и направи престап. Но ќе се спаси преку раѓање деца, ако остане во верата, љубовта и во светоста со разборитост. Глава 3. Управителите на црквата. Верно е словото. Тежне е ли некој кон епископство, тој сака добра работа. Епископот треба да е непорочен, маж само на една жена, разбран, разумен, уреден, гостолюбив, способен да поучува. Не пијаница, ни насилник, ни алчен, туку кроток, миролюбив и несребролюбив. Својата куќа добро да ја управува и да ги држи чедата во послушност со сета сериозност. Зашто кој не умее да ја управува својата куќа, како тогаш ќе се грижи за црквата Божја? Да не е новопокрстен, за да не се возгордее и да падне под осуда како ѓаволот. Тој треба уште да има и добар углед кај надворешните, за да не биде укоруван и да не падне во стапицата на ѓаволот. Ѓакони. Ѓаконите исто така треба да бидат чесни, недволични, да не се страсни за вино, ниту алчни за гнасна печалба, да ја пазат тајната на верата со чиста совест. И тие треба најнапред да бидат испитани, та после, ако се непорочни, да станат служители. Исто така и нивните жени треба да бидат чесни, да не се клеветнички, туку трезвени и верни во се. Ѓаконите треба да бидат мажи на една жена, добро да управуваат со децата своји и куќата своја. Зашто оние што служат добро како ѓакони, се здобиваат со угледна положба и голема смелост во верата што ја имаат во Исус Христос. Големата тајна. А ова ти го пишувам со надеж дека скоро ќе дојдам кај тебе. А ако случајно се позабавам, да знаеш како треба да се однесуваат во Божиот дом, кој е црква на живиот Бог, столб и потпора на вистината. А несомнено голема е тајната на побожноста. Бог, кој се јави во тело, беше оправдан во духот, виден од ангелите, проповедан на народите, веруван во светот, вознесен во слава. Глава 4. Учителите на лажните учења. А духот јасно зборува дека во последните времиња некои ќе отстапат од верата, слушајќи измамнички духови и злодуховски учења, преку лицемерството на оние што зборуваат лага и имаат догорена совест. Кои забрануваат да се стапува во брак и наметнуваат воздржување од јадења што ги создал Бог, за да бидат употребувани од оние кои веруваат и ја познаваат вистината. Зашто секое нешто создадено од Бога е добро и ништо не е за отфрлање, ако се прима со благодарност, бидејќи се осветува преку Словото Божјо и со молитва. Добриот служител на Исус Христос. Ова советува им го на браќата и ќе бидеш добар служител на Исус Христос, хранет со зборовите на верата и на доброто учење што си го примил. Од нечисти и од бабски приказни бегај, а обучувај се во побожност, зашто телесното обучување е малку корисно, а побожноста е полезна за се, бидејќи во себе има ветување за сегашниот и за идниот живот. Тие зборови се верни и достојни да бидат целосно прифатени. Затоа и се трудиме и се бориме зашто се надеваме на живиот Бог, кој е спасител на сите луѓе, а посебно на оние кои веруваат.
Препораки за верните. Ова препорачувај го и поучувај. Никој нека не ја презира твојата младост, туку на верните да им служиш како пример во слово, поведение, љубов, дух, вера и чистота. Додека дојдам, занимавај се со читање на писмото, со утешување и со поучување. Не занемарувај дарбата што е во тебе и која ти беше дадена по пророштво заедно со полагање раце врз тебе од свештенството. Грижи се за тоа, на тоа предади се, та успехот твој да им стане јасен на сите. Пази на себе и на учењето, биди истраен во тоа, зашто ако постапуваш така, ќе се спасиш и себе самиот и оние што те слушаат. Глава 5. Должности кон верниците. Не укорувај старец, туку почитувај го како да ти е татко, помладите пак како да ти се браќа, постарите жени како мајки, младите како сестри со сета чистота. Вдовиците почитувај ги, но вистинските вдовици. Ако пак некоја вдовица има деца или внуци, тие најнапред нека се научат да го почитуваат својот дом и со тоа да им возвратат со дар на родителите своји, бидејќи тоа е добро и угодно за Бога. А онаа што е вистинска вдовица и останала сама, таа се надева на Бога и пребива во молитви и молења дење и ноќе. Но онаа пак, што живее распуштено, таа умрела уште додека е жива. Порачувај им го уште и тоа да бидат безпорочни. Ако некој не се грижи за своите, а особено за своите домашни, тој се одрекол од верата и полоше од безверник. Во попис да се запише само таква вдовица која не е помлада од 60 години, иако имала само еден маж, и има сведоштва за добри дела. Отхранила деца, била гостољубива, миела нозе на светии. Ако им помагала на пострадани и на секое добро дело усредно се посветувала. А помлади вдовици не примај, зашто кога страстите ќе ги одвратат од Христос, ќе посакаат да се мажат. Тие заслужуваат осуда, зашто ја отфрлиле порано дадената верност. Освен тоа, шетајќи од куќа до куќа, навикнуваат да бидат безработни, и не само безработни, туку се и јазичарки, љубопитни и зборуваат што не прилега. Заради тоа сакам помладите вдовици да се мажат, да раѓаат деца, да бидат домаќинки и да не му даваат никаков повод на противникот за хулење, зашто некој веќе скршнаа по сатаната. Ако некој верник или верничка има во куќата вдовици, нека се грижи за нив, за да не се товари црквата, па да може да пригледува вистински вдовици. За свештениците. А свештениците што добро ја извршуваат својата управителска служба, нека се удостојуваат со двојна почит, а најмногу пак оние кои се трудат во словото и во поуката. Зашто писмото вели: не заврзувај уста на вол кој врши, и работникот ја заслужува својата плата. Обвинение против презвитери не прифаќај, освен пред двајца или тројца сведоци. А оние што грешат, искарај ги пред сите, па и другите да имаат страв. Те заколнувам пред Бога, пред Господ Исус Христос и пред избраните ангели, да го пазиш ова без предрасуда и ништо да не правиш по пристрасност. Раце на никого не полагај пребрзо, ниту пак на туѓи гревови да стануваш соучесник. Пази се себе чист. Не пивејќе само вода, но употребувај помалку и вино, поради стомакот и честите боледувања. Гревовите на некои луѓе се јасни и однапред ги водат на суд, а на некои понив одат.
isto така i dobrite dela se jasni, a onije što ne se takvi, ne možat da se sokrijat. Glava 6. Za podčinetite. Onije koji se naođaat pod jarem, robovite, gospodarite svoj neka gi svetaat kako dostojni za sekakva počest, za da ne se huli imeto Božjo i učenjeto. Onije pak koji imaat gospodari što poveruvale, neka ne preziraat zašto se vernici. Tuku so pogolema usrdnost da služat, бидејќи тие што ги добиваат нивните услуги се верни и возлюбени. Така поучувај и советувај. Pogrešните učenja i vistinskite bogatstva. Koji poučuva inaku i ne odi pozdravite zborovi na našiot Gospod Isus Hristos i spored učenjeto za blagočesnosta, to je pomračen od gordeljivosta. Ne znaje ništo i je bolen od prazni prepirki i rasprašuvanja od koji proizleguvat zavista, karanjeto, hulenjeto, lošite misli, zaludni prepirki među lugeto što imat izopačen lišeni se od vistinata, tije mislat deka pobožnosta služi za trgovija. Begaj od takvi. A golema pečalba je na vistina da bide čovek blagočestiv i zadovoljen so sebe. Bidejki ništo ne sme donele na svetov, jasno je deka ne možeme i ništo da odneseme. No koga imame hrana i obleka, so toa da bideme zadovoljni. A on je što sakaat da se zbogatuvaat, pađaat vo iskušenije, vo stapici i vo mnogu nerazumni štetni strasti, što go potopuvaat čovekot vo propast i pogibel. Zašto korenot na site zla je srebroljubijeto, na što nekoji mu se predadoa, se otklonija od verata i si navlekoa mnogu maki. Lični prepораки. Но ти, човеко Божји, бегај од ова и стреми се кон праведноста, побожноста, верата, љубовта, трпеливоста и кротоста. Бори се со добриот подвиг на верата. Освој го вечниот живот за кој си и повикан и си дал добра потврда пред многу сведоци. Ти заповедам пред Бога, кој се оживотворува и пред Христос Исус, која посведочи добрата исповед пред Понтиј Пилат. Да ја запазиш заповета чиста и безпрекорна се до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос, кое кога ќе му дојде времето, ќе го открие блажениот и единствен владетел, цар над царевите и господар над господарите, кој е единствен бесмртен и живее во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. Нему нека му е чест и сила во сите векови. Амин. Заповеда им на богатите од овој свет да не се гордеат, ниту да се надеваат во непостојаното богатство, туку на живиот Бог, кој ни дава за наслада се во изобилие. Нека прават добро, нека се збогатуваат со добри дела, да бидат штедри и сочувствителни. И на таков начин да си собираат сокровиште, добра основа за иднината, за да постигнат живот вечен. О, Тимотеје, пази го она што ти е предадено и бегај од нечисти и празни разговори и од расправи и на лажната наука, на која некој и се предадоа и се отклонија од верата. Благодатта нека биде со тебе. Амин.